Секоја трета жена во светот е жртва на физичко или сексуално насилство, најчесто извршено од страна на нејзиниот интимен партнер. И покрај сите напори за борба против трговијата со луѓе, во Македонија оваа негативна појава зазема се поголем замав. Но според надлежните, Струмица е меѓу првите градови кои брзо ги спроведува мерките за заштита од трговија со луѓе. Од невладината Продолжен живот апелираат до младите, повеќе да се интересираат и едуцираат за постоењето на овој проблем, а според Петкова, потребно е и заедничка соработка со соодветни релевантни институции. Значи, оваа година би сакале малку повеќе зборуваат жртвите, меѓутоа да дадеме еден акцент на институциите. Дека законот е донесен, дека институциите треба малце повеќе во соработка со нас, се со цел да уште милион жени ги охрабриме да не го трпат онаа тортура која трпат. Нормално и традицијата е таква каква е, меѓутоа за разлика го почнавме 2001 и сега, значи за насилството не се шепоти, него се гласно зборува. И ова е од терен дека самите жртви препорачуваат малку повеќе акцентот да го земеме на соработка со институциите, се со цел за да жртвата може да си ги оствари своите права. Трговијата со луѓе представува најсурово кршење на основните човекови права, каде што мнозинство на жртвите се жени и деца. Податоците покажуваат дека на меѓународно ниво дури 50% од жртвите на трговија со луѓе се деца. Утре пак е Меѓународен ден на човековите права. Универзалната декларација за човекови права е декларација усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 година во Париз.